Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Илија Димовски вечерва гостин во студио. Господин Димовски, ја ви благодарам што навистина без никаков проблем и веднаш се одзивате на кога ќе ве поканам и тоа ми прави голем чест и на моите гледачи. Имавте изворедна и многу инспиративен настап прошлиот пат кога зборевте за македонско-бугарските односи. Морам да признам дека ја гледав што 2-3 пати, толку добро сте како да кажам, сте докторирале тема. Ево што да кажам, како докторат да слушав. Такви детали, такви моменти, тоа беше навистина фасцинантно. И уште еднаш да ви честитам за тој настап, иако последен пат кога се слушавме ми рековте, Јанко, тоа е само Малдо. Благодарам, Јанко. Јас вашата емисија ја ценам заради тоа што е таква, може човек и да си направи муавет, да биде разбран од луѓето, да каже повеќе работи отколку, нели, живееме у побрзо време кога и телевизиите стануваат многу брзи, многу динамични, читаме само наслови, отвараме, нели, портали ги читаме само насловите, вртиме на Facebook, скроламе, пак само наслови читаме, не навлегуваме во детали и реткост е навистина. Немаме весници како што имавме на времето. Се сеќавате на оние саботни изданија, па прекрасни анализи, колумни, па се купувале весници само да се прочитаат колумни на одредени автори во државата. Сето тоа недостасува, за жал веројатно пазарот е многу мал на македонски јазик, па го немаме и како формати на интернет. Немаме ние сајтови кои што вадат сериозни такви текстови. Сведено е, ја ги разбирам, економска ситуација, тешка ситуација, помалку реклами, помалку све. Имаше добар момент за ово што го збориш, блогерајот која се појави. Блогерите кога пишува текстови, да, па потоа форуми имаше, нели, Кајгана, не знам кој бе и така натаму. И во право си, се повеќе и повеќе се пократко и пократко. Читаме наслови, ние не читаме вести, читаме наслови на вести. Дури и видеата станаат TikTok 5 секунди. Да, 10 секунди, 15 секунди. Практично колку што може да ти фати окото во време додека скролаш. Чи не запираш со скролање, сети се. А тука нема ни информација, ништо. Така, има само... Значи, цело време со прстот правиме вака и додека ти фати окото на тоа што го пишува додека скролаш, без разлика дали е сајт или е Twitter или е Facebook, толку примаме. И во принцип, мислам дека ќе дојдеме во време во кој што ќе ни недостасуваат форматите во кој што е така ќе може малку и подлабоко да се проанализира. Тоа е првата работа. Втората работа е понекогаш е многу страшно тоа што не се навлегува во суштината на работите. Јас целокупната општествена сцена, комуникацијата, информациите кои што протекуваат, квалитетот и така натака, не навлегуваат во суштината на работите. Некако премногу се поделивме како општество, премногу се партизиравме, се политизиравме и се сведе на тоа да ништо што го збориме дали ќе дадеме бенефит на црвените или на плавите, знаеш. И тука малце се губи и вистината секогаш, се релативизира вистината. И како држава промашуваме да ги гледаме процесите. Ние влеговме
во еден процес на екстремна поларизација со таа шарена револуција, во која што или си црно или си бело, без разлика од која страна гледаш. Едните сме црни, другите бели и обратно, така. И немаше никаков простор за комуникација и се уште е така. Собранието скоро и да не функционира, нема диалог, нема комуникација помеѓу опозицијата и власта, нема комуникација на експертско ниво и недостасуваат тие дебати заради тоа што дебати не само заради дебати, туку да се слушнат работите различно. Јас пред некој ден на друго место зборев во ред, окей, владата има 62, 63 пратеници, 64 пратеници, не знам колку има, сега гледам некои се откажуваат. Но јас не верувам во фактот дека Бујар Османи и Бојан Маречич, кои што лично ги познавам долги години и така натака, едниот и повеќе од 20 години, другиот повеќе од 10-15 години, не верувам дека се тие најпаметните во однос на прашањето за односите помеѓу Македонија и Бугарија. Но жално е што не видовме дека градат платформа на комуникација со луѓе што ги разбираат тие работи. Македонија имала изворедни амбасадори во Софија. Маријан Ѓорчев, Благоја Ханџиски, покојниот Абдураман Алити, за жал покоен, но исто така беше извореден амбасадор. Овие двајцава немам чувство дека некој ги консултира. Немам чувство дека е консултирана Ману. Ману неколку пати многу силно реагираше. МПЦ силно реагираше по однос на прашањето за разговорите со Бугарија, со онаа декларација. Универзитетите, дел од универзитетите исто така реагира. И сега ние се сведуваме во ситуација во која што се што ќе се каже како забелешка или препорака спрема власта, веднаш се става во другиот пакет. Црно е тоа. Не чини тоа. Не. Колку побрзо сватат луѓето што водат политика, без разлика дали во власта или во опозицијата, дека тие имаат улогата на менаџери, а не на сезнајковци. Дотолку побрзо ќе воспоставиме нормален процес на носење на одлуки. Не може Докато ти е добро ова. Не може дека треба да бидат менаџери, а не сезнајковци. Не може опозицијата, пример, да не е никако и за ништо формално информирана за разговорите со Софија. Никакви, гарантирам никакви. А факт е дека во рамки на опозицијата или во рамки на ВМРО-ДПМН има најмалку 5-7 луѓе кои што изворедно добро ги познаваат односите со Бугарија и во модерна смисла, како односи помеѓу двете држави, министри поранешни, амбасадори поранешни, но има и луѓе кои што историскиот контекст го разбираат многу подобро. Никој не тропнал на врата и да каже: луѓе, до тука сме дојдени, што мислите вие? Дали ова е добро, дали не е добро, дали чини, дали не чини, дали имате некоја формула да предложите? Никаква комуникација. И тоа е проблем. И после кој ќе се најдат унебрано? После кој ќе се најдат унебрано, или кога ако биде неуспешно, ќе биде крива опозицијата дека премногу била радикална или остра, или ако потпишат нешто, па ќе применат следна фаза на притисоци, уцени, закани спрема пратеници, спрема битни луѓе во опозицијата, за да се протурка тоа како што се протурка. Апсење на Миле Јанакиевски, која стана синоним кога нешто во претходниот мандат некаде 39-40 пратеници на ВМРО-ДПМН станаа лојални до крај на партијата. Јас бев еден период и координатор, после мене имаше уште двајца. Пола од тие беа со кривични процеси и со постапки сценирани заради притисок, заради уцени, заради гласања, заради такви работи. Тоа е нивото на демократија, на разбирање, на комуникација. Но не се. Поводот за поканата може би ќе биде и ова добро да се надоврза и на процесот на преговорите со Бугарија, но поводот мој што ве покани во емисија беше вашиот статус на Facebook по повод признавањето на Вселенската патриаршија, во која ја симнува шизмата на Македонската православна црква, дека Охридска архиепископија, дека повеќе не е тоа расколничка црква и така натаму. Денеска тоа резултираше, или вчера како беше, вчера со признавањето и од страна на Србија. И ти си еден од ретките политичари, иако е ова црковно прашање, но ти си еден од ретките политичари
кој исклучително добро ја познава, значи изворедно си информиран, добро ја познаваш историјата и од тој аспект твоите изјави и ставови се онака многу силни, многу моćни делуваат. Човек не чувствува потреба, ја те читам, не чувствувам потреба да проверувам Википедија или историски, викам дали импровизираш или не, се очигледно е дека стои огромно познавање, разбирање и согледување. Затоа што од друга страна, знам кога збореше за Бугарија, односот на Бугарија не беше нити, како да ти кажам, строго националистички, промакедонски, туку ја даваше, ја и тоа те Се обидувам и другата страна, да објаснам како тие гледаат на проблемот. Така што те молам, ај образложи го последниот твој статус кога честиташе за одлуката на Вселенската патријаршија и молим те едно предавање сакам да чујам од тебе. Би замолил да бидеме многу прецизни заради тоа што живееме веројатно во најосетливите денови по однос на Македонската православна црква. Да. Запирка се мери. Заради тоа што Ама ти не си официјален, ти можеш. Не сум, јас зборам во моје име, не зборам во значи комотен сум да ги зборам работите, но би сакал да бидеме прецизни заради тоа што гледам дека овие денови навистина еден куп луѓе стана експерти за црковни прашања. Дури и јас не сакам себе си да се доживувам или да се представувам така. Јас сето тоа сум го поминал повеќе учејќи ја македонската историја, а нашата црковна историја и тоа како е поврзана со целокупната национална историја на македонскиот народ. Сега, одлуката на Цариград не е формално правно не е признавање на Македонската православна црква на ниво на издавање на томос. Туку тие создаваат услови со нивната одлука да се започне процесот за вклопување на Македонската православна црква во рамките на православното единство. Нели, оние проповедите, едната православна црква и така натака. И со тоа што православната црква со тоа што православната црква за разлика од католичката црква низ историјата прераснала и во она што го велиме етнофилетизам, односно голем дел од црквите во рамки на православието добиваат и национални карактеристики, потоа низ средниот век се користат како просветителски центри, парадржави во рамки на одредени империи, едукативни центри, библиотека, парасудство, параполиција и така натака. Значи во некои рамки црквите, посебно во рамки на Отоманската империја, создаваат некаков вид на културна автономија на православните малцинства низ Отоманската империја. Значи тоа е одлуката на Цариград. Сега тука имаше неколку работи кои што се битни да ги спомнеме. Прво, името Охридска архиепископија. Мислам дека и нашите владици со деценија, две наназад, беа свесни дека грчкиот пакет на православни цркви, тоа е Цариградската патријаршија, Александриската, Антиохиската, Атинската архиепископија, тие во ниту една шанса нема да признаат Македонска православна црква. И мислам дека додавањето на името Охридска архиепископија на Македонска православна црква, кој што се случи пред 15 на 20 години, беше овозможување на покомотен пристап на тој пакет на православни цркви кон нашата црква. Од друга страна, другите цркви немаат проблем со Македонска православна црква. Зборам тука за бугарската, српската, романската, која што исто така многу битна православна црква, руската и така натака. Но бугарската пак има проблем со Охридската архиепископија. Зошто? Заради тоа што кога Македонската православна црква на своето име го додаде името Охридска архиепископија, по една година или по 2 години бугарите ја внесоа Охридската архиепископија во статутот на својата бугарска православна црква и покрај повикувањето на наследството од Трновската нивна црква се повикуваат на наследството на Охридската архиепископија. Моje очекување околу прашањето на името, ги гледам вчера соопштенијата од Српската црква, они па го користат Македонска православна црква. Моje очекување е дека тука ќе има 3 различни формули по кои што другите цркви ќе ни се обраќаат нас. Што е битно да разберем? И одлуките на Цариград, и одлуките на Белград во овие 10 дена или 5 дена колку се одлуки на нивните цркви, не се одлуки на нашата црква. Додека нашата црква не донесе одлуки кои што ќе бидат штетни за македонското прашање, на македонската нација, на македонската црква, до тогаш овие одлуки за нас не значат нешто.
Ме разбирате? Одлично. Јас гледам, има неспокој кај луѓето и го разбирам. И јас сум цел ден со прашања, се обидувам да дознам повеќе. Вчера, денеска, минатава недела практично и да нема текст без разлика на кој портал, Слободен печат, Дојче Веле, читам све. Изјави од професори од Теолошки факултет, бивши председатели на Комисија за односи со верски заедници. Значи, додека нашата црква не донесе одлуки кои што би биле штетни, спокој треба да има, заради тоа што никој не треба да паѓа во несвес дека грците, односно Цариградската патриаршија не сакале, не сакаат. И одлуката што ја донесува не е заради нивната голема христијанска љубов, туку е заради контекстот на политичките односи во Европа. И Белград не сака. Ни Софија не сака. Во црковна смисла е да се изразам, па ако сакате и во национална смисла. Значи, тие три соседни држави на Македонија, Грција, Бугарија и Србија, си ги имаат регулирано односите по однос на македонското прашање во низа десетици меѓудржавни договори, трилатерални, билатерални и така натака. Они имаат чиста позиција по однос на македонското прашање. Последните 5-60 години србите нивелираат на ниво подолу, дозволуваат, нели, ние да се нарекуваме македонци, тоа го прифаќаат како посебна национална свест, но и тие се во посебно црковните кругови се доста конзервативни, уште живеат во времето на кралството на србите, хрватите и словенците. И од тој аспект јас сакам, ќе видиме овие денови, сакам да верувам во пристојноста, достојноста, разумот, умот на нашите владици. Има различни. Јас сум бил пријател со некој сум се подкарал од нив и тие се луѓе од крв и од месо, но сакам да верувам дека разумно ќе ги носат одлуките во следниот период. Она што е најбитно е да се зачува единството во рамките на Македонската православна црква. Посебно во редот на македонските владици, заради тоа што секаква појава на дисторзија и фракција помеѓу владиците може да создаде голем простор за проблем. И сега, има луѓе кои што искрено ги анализираат овие процеси. Но, за жал, Јанко, можеме да видиме и луѓе кои што ги анализираат од разни аспекти. Има луѓе кои што се повеќе милуваат историјата на Цариград. Има луѓе кои што повеќе милуваат историјата на Печката патриаршија. Има луѓе кои што милуваат повеќе историјата, иако тие се екстремни малцинства, во нумеричка смисла, но па во гласност се прилично гласни. Кога ќе разговараме за Македонската православна црква, треба да зборуваме само низ база на интересот на Македонската православна црква и македонскиот народ. Според мене, да ти споредам, значи втората битна работа која што се случи со Цариград е употребата на зборот Охридска архиепископија во контекст во кој што ние веројатно ќе имаме слобода да се повикуваме на историското наследство на Охридската архиепископија. Охридската архиепископија е црква за која што 970 едно толкување, друго толкување малце подоцна, околу 1020 година дека е како независна црква оформена. Историското наследство на Охридската архиепископија, ако ни со овој контекст ние избоксуваме да го добиеме како автохтоно македонско наследство, поради тоа што таа Охридска архиепископија секогаш седиштето и било на територија на Македонија и без разлика имало движење пошироки, помали во смисла на диоцеза, некогаш зафаќала и до Дунав, до Белград, дел од Сицилија, дел од Јужна Италија, во еден период ја зафаќа Охридската архиепископија со своји епископи насекаде, скоро цела Албанија, Северна Грција до Верија, до пред Солун. Солун никогаш не бил во рамки на Охридската архиепископија. Значи, тоа е едно наследство кое што нас ке ни даде слобода да го поврземе средниот век во смисла на градење на посебна национална линија. Заради идентитетот. Заради идентитетот, заради тоа што тоа ни се спори. Тоа ни се спори во црковна смисла од Белград, во национална смисла од Бугарија и од Грција. Сега, третата работа е ослобувањето на господин Стефан во таа одлука од Цариград како архиепископ од Стефан. Што значи ако има архиепископ признат од Цариград? Тоа значи дека има архиепископија. Тоа значи дека има синод. Тоа значи дека има епископи. Така, сега следствено. Може би не сите гледачи ќе ги разберат. Ја те разбирам, не е битно. Значи, ако имаме синод, значи имаме своја црква. Значи, имаме синод, имаме
Така, Правиме миро. чим имаме архиепископ, имаме епископи. Чим имаме епископ, имаме синод. Чим имаме синод, но и во соопштението, чекор Имаме понатака... монаштво, правиме миро. Во соопштението Значи, понатака дека имаше сме- јерархијата, значи признавање на јерархијата и на граѓани. Ја имам многу другари кои што не се интересираат за оваа тема, Јанко, и многу ме прашуваате што ќе смени сега тоа. Во дневна смисла, да, може би нема да смени. Може да смени ако со крштеничето од Македонска православна црква отидеш во Романија, може да не ти го признаат. Допред една недела. Сега ќе ти го признаат. И тоа во практична смисла, да бидем искрени, на луѓето премногу нема да им промени. Но, забораваме една работа. Во што е разликата помеѓу бугарската, грчката и српската, од една страна, приказна или процес на создавање на нации, кои што се случуваат во почетокот, во првата половина на 19 век, со македонската, која што се случува во втората половина на 19 век и раниот почеток на 20 век. Разликата е во тоа што тие три навреме создале цркви. Црквите во рамките на Отоманската империја го создаваат духот за своја држава, создаваат писмени луѓе, создаваат монаси кои што се начитани, создаваат администрација, создаваат библиотеки, создаваат заштитени подрачја каде што се развива националната мисла. Ние тоа го немаме. Го немаме од укинувањето на Охридската архиепископија 1767. Јас неколку пати сум напишал или 62. 62 ја мислам за тоа. Да. Повели? Укинувањето на Охридската архиепископија е најголемата трагедија која што се случила на Македонија или на македонците. Зошто и се случило? Може ли еден краток Да осврт објасниме? во вести? Да. Побарање на Цариград. Зошто? се- Цариград и кој све зема? Одлуката е, улогата? сега ќе, значи видите, она што ние не го знаеме е тоа дека односите помеѓу Фанар, односно Цариградската патриаршија, и Портата, односно Отоманската империја, биле до ниво на перфекција. Во првите 200-300 години главната администрација на Отоманската империја е од грци, елини. Значи, везир, подвезир, задвезир, благајни, чуда, врагови, се, значи, административниот, цивилниот дел од структурата на Отоманската империја како држава се елини. Дел прифаќаат ислам, дел не прифаќаат ислам. Има запишени случаи кога трга отоманската војска, турската војска, во походи кон неверниците Будимпешта, Виена и така натака, и Цариградскиот патриарх ги благословува, ги пее. А тој е грк, христијанин православен. Значи, ние православните често знаеме да кажеме, тоа крстоносните војни на Цариград, на православ... Имало и обратна ситуација. Значи, Цариградскиот патриарх бил во изворедни односи со Отоманската империја. Дури има случаи кога двете вазални држави, Влахија и Молдова, од кои што после се создава Романија, мал дел од Молдавија останува како сега независна држава, значи нема држава Романија, има Влахија, Јужна Романија и Молдова, Источна Романија. Двете држави биле вазални држави на Отоманската империја. Кнезот на двете држави се назначувал од страна на султанот, но секогаш по предлог на Цариградскиот патриарх и секогаш бил грк. Дури и процесот на национална преродба и будење на романската нација е антигрчки. Антихеленски. Првото бегање од Егејска Македонија, од јужните краишта на Егејска Македонија, од Костур, Кожани, Птолемаида, Гревена, Верија и така натака, е во Романија. Првото иселување од таму. И тоа зборам за прва половина на средина на 19 век. Сега, ние го немаме тоа што го имаат грците со црквата. А зошто ја сега укинуваат? Сега ќе ви докажам. Мислам, спомна 19 век, викам Значи, дали... во период, кога грчката држава, односно грчката црква е во добри односи со Отоманската империја, те успеваат да издействуваат не само укинување на Охридската, туку и укинување на српската и на бугарската црква. Зошто? За да го рашират елинизмот кај меѓусловенското население.
Каков е во тој момент односот помеѓу Руската православна црква и Грчката православна црква? Подоцна Русија се вклучува со своји намери да го ослободи братскиот православен христијански народ на Балканот. Првиот обид се случува 1852-3. Тоа е Предходно немало немало влијание значење. незино тука. Има еден период кога ги поддржуваат србите, 1804-1815 во Дали има Станијата, но некако- србите после имаат една лоза Обреновиќ и таа врти страна наместо проруски станува проавстро-унгарски, да речеме, и тогаш влегува конфликтот помеѓу србите и русите, па потоа и Караѓорџевиќи. барањето за укинување на Охридска архиепископија е исклучиво Хеленско масло, грчко масло, да, грчко без масло. никакво влијание на руска црква или некоја друга црква. Јас не сум сретнал такви податоци. Не Јас можам сум да сретнал, па затоа и не можам ме да интересира. апсолутизирам, не сум сретнал Добро. такви податоци, но во принцип треба да разбереме една работа. Односот на Русија кон словенското население на Балканот е тенденција да создадат една голема словенска држава. Тие не поддржувале сепарација на словенското население на Балканот. Нив им требала една држава која што Москва ќе ја контролира и ќе биде нивен сателит. Се обиделе на почетокот со Србија, зборам 19 век, значи 1814 подоцна. Се појавува Обреновиќ и лозата кралска српска, која што врти страна, се откажуваат од србите. Па тогаш се уидесуваат со бугарите, се обидуваат да создадат голема бугарска држава, која што ќе опфаќа најголем дел од словенското население, православно на Балкан. Не заради тоа што ги сакале бугарите повеќе од србите, а претходно србите повеќе од бугарите или македонците. Едноставно, треба да разбереме една работа. Сите гледаат низ своите очи, никој не гледа низ твоите очи. И односите на Русија, на Цариград, на Белград, на Вашингтон, на Лондон, на Берлин, се низ призма на нивните интереси. Тоа не треба да не залажува и не треба, значи нема во тие односи нема пријателства, непријателства. Значи, Дали ќе се поклопуваат? 1762 се укинуваат не само нашата, се укинува и српската и бугарската црква. во истата година. Мислам дека во истата година. Како Па они после се има опоравуваат повлекување. веднаш или Не, после има што се повлекување. случува? Зошто они обстанаа Е, како сега. цркви, а ние дури моравме Се случува, или се случува, кога се таму случува во да се станието, се вратиме. случува во станието на грците 1820 или 1821 во Атина. Во стание за создавање на грчка држава Против турците. против турците. Нивната организација, сега да се надоврземе, нивната организација која што би била, не знам како се викаше грчки термине, ќе го сгрешам ако се обидам, ќе ми се смеат, ќе ни извадат по блогови. Нивната организација која што би била пандан на ВМРО, револуционерната организација која што се борела за создавање на независна грчка држава, е создадена па во Одеса, Русија. во Русија, да. И од Одеса доаѓаат организирани да создадат држава, но создавањето на грчката држава е плод на поклопување на интересите на три тогаш најзначајни империи во светот, тоа е руската, француската и англиската империја. Сите три даваат максимална поддршка и во оружје, и во инструктори, и во ангажирање на друга жива сила која што не е од Грција, учествува во станието во Грција. Тогаш се нарушуваат односите помеѓу Цариградската патриаршија и Портата, односно Отоманската империја. Тогаш Отоманската империја прави колут напред или назад и ја менува политиката, запира да дава поддршка на ширење на елинизмот преку христијанството и тогаш дозволува формирање на словенски цркви на Балканот. Создавањето на екзархијата е процес на создавање на словенска црква. Тоа што? Бугарската екзархија. Така е. Во тој процес учествува и еден Партенизографски, кој што после се откажува. Зошто? Заради тоа што екзархијата не требало да биде бугарска црква, требало да биде словенска црква. Но со создавањето на бугарската држава, таа држава успева својата црква да ја внесе во рамките на големо државната политика. Држи мислат, пријателско општество се викала организацијата. Грчките. Грчката? Да, у Одеса го што најде? била, Да, го најде. да, ама не знам на грчки како на се грчка викаш. не знам, иначе пријателско општество се викало. Тоа е во Одеса формирано. Во Одеса 1814. Кога некој друг нас Бугарија е создадена, Види, значи два пати е се Бугарија има. создадена со руска армија, не е создадена Зошто со сакам бугарска луѓе армија. како тебе? Пази, еден историчар
ќе се нафати и ќе ти објаснува цела година со сати може, 760 ори. Ама ти имаш таа способност како Карл Саган, научно популаризирање, да ги собереш она битно Види, се што обидувам треба да и објасниме за го да не објасниме разберат. Не за да кажеме дека сме знаеле Значи, нешто повеќе или помалце, да не разберат. Блаже Ристевски, академикот покојни беше овдека. Животот го помина, што се вика пола живот помина у Русија, потоа архивите да најде само за природбениците и не ја доврши таа работа, иако извади епохални дела, мислам, за нас. Нема крај тоа. Нема крај. Значи, надежта е едино ние во некои луѓе авторитети како тебе со вакви прекрасни машни со вратоврска, со моторчиња ти се москитувам од тојата вратоврска. Латас може да ти позави. Да ги сублимира тие работи за да може да се. Не е тешко. Зошто ти не си у комисијата, тоа не ми е јасно. Не е тешко, јако само треба историска рамка, една со диаграм да се направи и да видиме на Балканот во која година што се случувало. После тоа, знаете, историјата и минатиот пат ви реков, историјата се вектори. Е правец. Ние кога зборуваме за историја, зборуваме за иднина. Историјата е само методолошки да видиш од каде иде водата и на кај ќе оди. Ти ми го збориш сега. Да, стално Хари го кажам. Селдон во Стално го кажам. Исак Асимов во по Задушбина. принцип, Foundation. кревањето повторно на словенските цркви на Балканот се случува заради интересот на Отоманската империја да влезе во конфликт со хеленското влијание. Во рамки на Филикијетерија. Филикијетерија. Така беше. Сега, значи пак да повторам. Појавувањето на словенските цркви повторно на Балканот после нивното укинување е исклучиво врз база на турскиот интерес да го прекинат елинското влијание, заради тоа што се плашат дека елинското влијание ќе им одземе се повеќе територија од Отоманската империја. Не дека турците кога им дозволиле на србите и на бугарите црква, архиепископијата наша, што им било на турците? Тогаш биле во добрите со грците. Ајде им учиниме. 200-300 години грците владееле со Отоманската империја. Како да ви објаснам? Значи целата администрација, цариградскиот патриарх благословувал и муслиманска војска кога тргала на походи, бродовиве на Отоманската империја ги пеел, како да ви кажам. И то е запишано, се знае. И сега има кругови во Македонија, цариградскиот патриарх. Што цариградскиот патриарх? Исто однос има и цариградскиот и српскиот и бугарскиот патриарх према нас. Не треба паѓаме у несвес од овие одлуки, треба да бидеме мирни, разумни, спокојни. Благодариме. Добре и се пораките од нашите владици, можеби малце погласни треба да бидат, по мое чувство, но нивна работа, они имаат повеќе мудрост и знаење од колку јас и ти. Реков, било каква одлука на било која туѓа црква мене не ме тангира додека не е одлука на мојата црква. Јас гледам денеска има доста анализи, коментари, критики, пофалби за одлуките на српската црква. Но додека мојата црква тоа не рече да, тие одлуки не ме тангираат. Да, ама ти изрази јавно пофалби и до архиепископот. Значи добро е што е отворен процесот. Прво се вративме во рамките на канонското единство на едната света и како беше, ти подобро ги знаеш, ти повеќе си подкован од религиски карактер, јас малце од историски карактер. Добро е тоа, заради тоа што видите, ако постоела Охридската архиепископија, процесот на автономност на Македонија и сепаратност визави Србија, Бугарија и Грција ќе бил посилен. Поширока реченица употреби за исто што го кажа? Значи, црквите, српска, бугарска и грчка, создале држави. Ние сме немале црква. И затоа не сме создале држава. Црквите создале држави. Така е, црквите создале држави. Зато и етнофилетизмот е кај нас јак. Така е. Кај католиците сосема друг принцип. Сосема друг процес. Они кај веќе процес. Они имаат некоја блага верзија, нели англичаните се одвојуваат во англиканизам заради Хенри, можеби силината на француската и шпанската империја исто така. Но во суштина, они се една католичка црква сегде и секаде. Така е. Кај нас не е така. Кај нас сите 14, еве ние се надеваме дека ќе бидеме 15-та, нели, автокефална православна црква, имаат ранг на еднакви. Цариградскиот е прв меѓу еднаквите. Така.
формално. Да, Што многу не ја одговара на Русија, која сака видете, она да се наметне денеска со слушав нејзиниот еден авторитет. податок, не сум го знал, некој професор на некоја од другите телевизии изборуваше, Руската црква во рамките на својата јерархија имала 300 епископи. Русите имале барање на оние во Женева средби што ги имаа, нели имаше еден исто неуспешен во Крит, барала секој епископ да има право на еден глас кога ќе се одлучува за се православни прашања, разбирате? А па овие грчкиве цркви се стварно мали цркви, заради тоа што всушност и не се толку мали. Не знам дали знаеш, Јанко, Цариградската патриаршија кај има диоцеза. Дали знаеш дека цела Северна Грција, значи новите земји како што ги викаат грците, Епир, Македонија, Тракија, она северниот дел од се уште се под Селенската, под Цариград. Под Цариград, да. И тоа нема менување, не се под Атина. Не се под И Атина. тоа го знаеме ние. Значи Тесалија и Атика доле се под Атина. Оштровите и Северна Грција се под Цариград. Значи епископите, Ова го знам многу одамна. Да, епископите или митрополијата во Солун се под Цариград. Не се под Атина. Но не се. Рековме, црквите создале држави. Ние сме, а немале Охридската архиепископија. И сме станале плод кои влегле први кај нас. Дали влегле државите или црквите? Туги, црквите. Црквите туѓе влегле. Значи, бугарската, подоцна Грчката, прво Грчката како најстара, таа не е укината, Цариградската патриаршија никогаш не е укината, за разлика од бугарската и од српската, која српската мислам дека 2-3 пати има тогаш помош добија. на грчки се служило во нашите цркви овдека. Да. Тогаш на грчки. Да. Кога доаѓаат бугарите на бугарски. Кога доаѓаат србите на значи, српски. 19 А век нашата интенција народот си барал на свој јазик, на свој јазик. Сега, затоа и дел од нашите и природбеници од првиот период, затоа и почнува формирањето на државите. Значи Партени Зографски учествува во формирањето на екзархијата. Потоа се повлекува, човекот пишува цели статии дека таа станала само таква, источно наречје, бугарско, само бугарска и така натака и така натака. Као пример. Прво влегуваат црквите. Така. Потоа црквите носат учители. Што е разликата помеѓу грчката, српската и бугарската пропаганда во Македонија? Добро. Разликата е во тоа што бугарите малце помудро од србите и од грците ангажираат локал став. Значи даскалите и поповите се локал став. Од моето село учител, од моето село поп. Тој не зборува на некој бугарски дијалект од Русе или од Варна или од Сливен. Кој не го разбира никој. Зборува на локалниот. Така, као ја и ти што си зборувам. И многу полесно е влијанието. Тоа го прават бугарите. Дополнително во последниот квартал од 19 век, тие се списи официјални, 1/4 од државниот буџет на Бугарија се троши за пропаганда во Македонија. Кој период? 1880, 1890, 1900 и така. Зошто? 1/4 за да прошират влијанието, за да се расшира територија. Бугарија тогаш била посилна и од Грција и од Србија и финансиски и воено. Крахот на бугарската сила се случува со Балканските војни, Првата светска војна. До тогаш они имале посилна армија и од грците и од Пак сме ние. и од Карикирам. Не, тоа е национален мит во Бугарија дека сите крахови се на тема на Македонија, и Прва светска и Втора светска војна и така натаму, и балкански војни. Бугарите нели склучуваат договор, па сакаат да го сменат, па сакаат повеќе да земат со Букурешкиот договор и така. Добро, што ми е поентата? Немањето на кого побугарчуваат? Кого завлијануваат овдека? Јанко. Оти очигледно е дека се работи за некакво автохтоно население ова кој е различно и од српско и од бугарско и од грчко. Дури они тоа го сваќаат кога фрлаат толку пари, извини ме, или само една реченица, кога се ја логички размислувам, бидејќи не сум историски подкован, верувам дека ќе ми даеш добар одговор. Ќе ти дадам податок. Кога даваш толку пари за такво влијание да има на таа територија, кај што очигледно дека народот 1/4 од буџетот на царска Бугарија. Кај што немало шанса тие луѓе да се погрчат. Ама нема шанса никаква да се погрчат. И сега, ако тие не се бугари, ако ние сме биле бугари, зошто толку пари?
Не ние ги давале Да, за јасно. јадење, туку за нешто има сосема друго. една изјава од Симеон Саксобургоцки, Саксокобургцки, како му е презимето, но не овој сега што беше премиер, туку неговиот дедо, Добра. кој што во тој период е цар на Бугарија. Вие како ВМРО бевте нешто во некоја комуникација со него или добри или не знам? Па веројатно тој период Бугарија имаше поразумна политика спрема Македонија. Не, Најдобра скоро сега во- со некој од тие престонаследници Хабсбург. Ама не, тоа се Хабсбурзи, овие се Саксокобурти. Саксокобург. Тоа е различна куќа. Се извинам, Да. добро. А инаку Хабсбурзите биле Ферари, секогаш, да. Лотус. Австро-унгарската лоза секогаш била Се извинам. со поддршка, да речем, спрема Македонија. Нормално заради своји интереси, да не ги објаснуваме тие. Симеон, дедото на овој Симеон, сега што беше премиер на Бугарија, има дадено изјава во која што негов став, статија, не знам во тоа време како изгледало тоа, но цитат е во кој што тој вели, сега ќе парафразирам, дека населението во Македонија е различно од бугарите и од србите. И дека Бугарија само се троши во обидите да го прошири своето влијание таму. Но тој бил инороден елемент, тој бил донесен. А ние немаме црква за да прогласиме. Ние немаме црква, немаме монархија, немаме црква, немаме Нема монархија. монархија. Монархијата зашто била интересна за соседија? Заради тоа што на ниво на монархија комуникацијата е со први и втори братучеди најдалеко, така? Како цела Европа. Јасно. Мислам, твојата Значи, тој колешка доаѓа- Ина Василевска баш избореше во комисија Симеон за е тие. од истата куќа, истото презиме го има као и британската лоза која што многу подоцна се прекрстува во Виндзор. Од Германија, Така. Австрија, Франција, Сите се една фамилија, така? Така. Немаме монархија, немаме црква. Немаме црква, ни влегува црквата. Населението е склоно да прифати литургии и учења на свој јазик, на словенски јазик. Со локалните што ги вади, што ги Така. така. И на тој начин се проширува прво влијанието на бугарската црква во Македонија, а после со поддршка од Цариград се проширува и влијанието на српската црква. Но српската црква влегува во Македонија Зошто Цариград? па првите срби епископи во Македонија не се од српската православна црква, Туку? од Цариградската патриаршија. Зошто? За да им помогне да го расшират своето влијание. Зошто Заради тоа Цариград што Цариград на Србија игра, а не игра на Бугарија, не игра заради на тоа Грција? што со Бугарија се граничи, со Србија не. Заради тоа што си има нели вечен сон Србија и Грција да се граничат еден ден. А со бугарите се тепат континуирано за Тракија, односно за излез на Бугарија на Кавала. Извини, се смеам кога ќе ми речеш оној сонот Србија и Грција да бидат Па да. да бидат една граница. Ние сме Така да ја- duty free shop Значи зона. ја не можам да ги разберам сега, има па дел, гледам се многу беа супер со одлуката на Цариград, ама сега па многу се лутат за одлуката на Белград. За мене тоа е Нормално е домино ефект кој сега ќе се епи си бир. Ни тие не сакаат, ни тие не сакаат. Така. И тие со сила не признаваат, тие со сила не признаваат. Да бидеме начисто. Политичкиот контекст во Европа го забрза овој процес. Да не беше ова што се случува пошироко во Европа, во Украина и сите влијанија околу, овој процес немаше да биде толку брз. Да бидеме искрени да кажем. Сега. Бидејќи велат дека томосите, дека независноста, црквите не ја купувале по некакви само божествени. Се давало кеш. Србите, да, тоа е запишано, србите имаат дадено злато за откуп на епархиите во Вардарска бановина тогаш. Мислам дека се 3 епархии и ги имаат платено, но ги имаат платено за да ги откупат од Цариградската патриаршија. Пошто до тогаш Да, повели? Не, бугарската ги превзема во еден период со некои референдуми, 1870-80 и така натака. Практично они на Цариград му даваат пари за да им го даде правото на диоцеза врз Вардарска Македонија. Ги имаат платено. Буквално ги имаат платено и тоа тешки пари, у злато. Има запишано да не тој што го интересира ќе најде колку е тоа. Како во целава работа, дали ќе се вклопат, дали какво тоа влијание сега, ние општо овде како ја збориме нели Вселенска, Бугарија, Србија, Грција и Русија како ќе изреагира во целава работа, бидејќи мислам дека народот кога велиш ова што критикуваат,
Мене ми е единствено проблем како верник, бидејќи малку подобро ги знам религиозните проблеми, одошто политичките. Добро. Ја признавам дека историско-политичките За не ги жал се познавам испреплетен. добро. За жал се испреплетен. Но има една работа. Верник, кога учествува на литургија Илија, он учествува во еден надприроден чин. Тоа ние го веруваме. Една света и апостолска црква. И тоа е реченица која луѓето кои се ја сметаат дека Македонската православна црква е Македонска православна црква и никаква друга, иако порано била Охридска архиепископија, што сме и едно и друго, тоа е исто, олицетворение сме на едно те исто. Охридска архиепископија возобновена во ликот на Македонската православна црква. И сега, се обидувам да им објаснам вака најпластично. Значи, одлуката на Киро Глигоров да ја внесе Македонија во Обединети нации направи еден огромен компромис кој можеме да го кълнеме до ден денес, но исто толку и да го фалиме. Влеговме како фирум. Тоа донесе многу проблеми, а можеме да шпекулираме колку проблеми па ни одзеде затоа што сме во рамките на Обединети нации. Така и на некој начин се обидувам ја да го разберем и да им го кажам. Тоа што немој да правиш такви ама аналогии. не на политичка аналогија. А ја правам овде дека Не, политичка аналогија прави заради тоа што за жал јас го почитувам тоа. Ја да речеме не можам за себе да кажам дека сум верник на тоа ниво како што си ти. Се познаваме и лично. Дозволи ме само ова да го Да, кажам. извини. Значи, во литургија се случува надприроден чин. Ние бараме благодет Божја која се спушта преку крв Христова и тело Христово и го земам. Во тој момент, кога ние го правиме и го прават сите православни цркви, ние не сме у заедништво. Не дека Господ нема памет па гледа што се случува дека сме неправедни и заради тоа не ни важи, ама он од нас очекува љубов, разбирање и единство. После се занимава, бидејќи никој од нас нема да биде прашан дали бил србин, македонец, грк и така натаму. Христијанин, да, окей. Толку се бара од нас да го прифатиме Христа. И сега, за нас верниците, кои сме редовно, е голем момент дека веќе ние со нашите браќа им велат, овие не се скизма, овие не се отпадници, овие се наши христијански браќа. Тоа е голема работа. За мене лично. Надвор од сите политички контексти. Многумина други, па ја злоупотребуваат целава работа. И црквата ја гледаат исклучиво како институција за давање религиозни услуги плюс исклучиво за заштита на националниот идентитет. Ти многу добро го образложи тоа, но јас не ја чувствувам црквата преку која се идентификувам. Државата, знамето, химната, јазикот и така натаму се мојата идентификација дека јас сум македонец. Но јас сум христијанин пред било што тоа и се идентификувам преку литургијата и причеста, ништо друго. Но ти велиш дека нема Македонија, нема македонски народ без Македонска православна црква? Тоа ми го кажеш? Тоа го кажам. И тоа што последни создаваме национално природбенички процес и создавање на нација во модерна смисла, да не ме разбере некој погрешно, е тоа што немаме таква црква. Зборам во периодот од кога е клучен за тоа е 19. век. Целото трајање на 19. век. Затоа јас и од државен карактер, и од национален карактер го почитувам мој процес, во смисла да, ако ние станеме рамна на другите 14 автокефални цркви, тогаш ние на некој начин, бар од православните држави, сме признати како посебен елемент. Некои ќе не викаат Македонска православна црква. Некои ќе не викаат Македонска православна црква Охридска архиепископија. Некои ќе не викаат само Охридска архиепископија. Но ние сме засебен елемент во кој што ние имаме рака ставена. Ние не можеме никого да го принудиме да не вика. Некој ќе не вика и Северна црква Охридска архиепископија. Дека не ми значи како ќе ме вика, ќе ми значи. Добро. Но треба да бидеме и реални. Пример, не можеме да ги натераме на сила. Бугарите никогаш нема да ни се обратат нити Охридска архиепископија, нити Македонска православна црква Охридска архиепископија. Те секогаш ќе не викаат Македонска православна црква. Секогаш. Зошто? Заради тоа што
они секогаш ќе пледираат на наследството на Охридската архиепископија. А Обратно, србите ќе не грците, викаат Охридска архиепископија. Грците во зависност од тоа дали некогаш ќе Не, ни се србите. налутат нас или србите, дали ќе сакаат да се удвараат со нас или со грците, од тоа ќе им зависи. Аха. Грците никогаш па нема да не наречат Македонска православна црква, зашто ни па пледираат се што е македонско да го присвојат како дел од елинската култура, што е апсолутно неточно. Значи, во принцип, треба да расчистиме една работа. Прво, рековме, единство во рамки на Македонската православна црква. Тоа е клучно. Второ, може би благодарение ако ти текнува, ја спомнав преска, таа една резолуција која што Македонската православна црква, Универзитетот Свети Кирил и Методи и Ману ја напиша, па потоа таа се преточи во резолуција на Македонскиот парламент, каде што беше односот на поднос на прашањето за македонскиот национален идентитет, континуум и така натака. Таа резолуција беше напишана од МПЦ, од Универзитетот Свети Кирил и Методи и МАНУ. Потоа стана државна, собранието ја изгласа едногласно практично. Пред една година. Пред една година. Да, Добро. пред една година летото. Лани летото. Добро. Јули месец, 26 јули ако не се лажам, беше искрено, изгласен. не Да, знам. може се. Добро. Тоа е еден прекрасен текст на една страна, во кој што ама на најубав начин е објаснета македонската борба досега и отсега. Во тој текст е содржан односот на македонскиот народ и македонската држава кон сите овие негирања. Значи тогаш нема што да се грижи. Јас врз база на тоа, врз база на Ману тоа, и тоа сакам да собранието кажам. донеле одлуки и Врз си база стојат, на тоа, затоа си и ти викаш имало ние. и други документи досега, па ете Па се се. најдоа пазарџи да и така натаму, но тоа е друга тема. Врз база на тој документ јас се обидувам и сакам и имам доверба спрема владиците дека ќе ги служи и разум, и ум, и стрпливост, и трпеливост да ги донесат правилните чекори. И може би во овој период треба да им дадеме простор да видиме што ќе кажат. Јас, значи, ние малце ги знаеме работите заради тоа што градиме впечаток врз база на тоа што е напишано во медиуми. На тоа што е напишано во медиуми некогаш е и во интерес на други. Во интерес на Срби, во интерес на Бугари, во интерес на Грци, во интерес на западни сили, во интерес на источни сили и така натака и така натака. За мене што е битно лично. За мене битно е Македонската православна црква во своето име да го задржи зборот македонска. Прво. Второ е битно да има статус на автокефална црква. И трето е битно да задржи правото на диоцеза, односно правото на епархии, не диоцеза, туку епархии надвор од границите на Република Македонија. Односно, оние епархии кои што и до ден денеска функционираат. Имам чувство дека... Кои се тоа тие епархии? И па имаме две во Австралија, една во Европа и една во Северна Америка, Америка и Канада. Таму е Методи, владиката, во Европа е Дедо Пимен, а во Австралија има две епархии, едната е Дедо Петар, како и претходна, а другата која што ги обединува оние цркви што беа дистанцирани од епархијата на Дедо Петар е Дедо Тимотеј, надлежен владика, ако не се лажам. Тоа е за да не го изгубиме контактот со македонците кои што живеат надвора, не се малци, така? Сега, ако тие три работи бидат постигнати на овој процес, за мене е процесот успешен. И сакам да верувам дека ништо помалку од тоа ќе биде желбата, намерата и целта на нашите владици. Не сакам да си дозволам себе си да реагирам на дневни теми, на дневни провокации. Гледам некои се фасцинирани од одлуката на Белград, некои се разочарани од одлуката на Белград. Прво треба да прашам, дали некој е изненаден од одлуката на Белград? Ја не. Дали некој е изненаден од нивната желба да имаат влијание во Македонија? Апсолутно не сум. Значи, тоа е нивна одлука. Нивна одлука. Така. Ние Се ќе додека не е наша одлука, е добро. како Не дај го Боже, ако стане коментираш- наша, не дај Боже, ако стане наша одлука, тогаш имаме проблем. Како го коментираш? разбираш, ти- Добро, тоа како што- го коментираш ти тоа прифаќањето на Дедо Стефан дека ќе сослужува заедно? Дедо Стефан сега, после одлуката на Цариград, може да се сослужува и со српскиот патриарх, и со бугарскиот, и со романскиот, И тоа е со добро за нас. рускиот, Тоа и ќе покаже апсолутно. помирување помеѓу ние православните се цркви. уште немаме добиено томос за автокефалија, но не сме шизматици. Ни признаваат
во овој момент. Господ знае што ќе се случува следниве денови, недели, месеци и така натака. Мене овој процес на вистина ми изгледа брз, помалци За црковни рамки е изненадувачки. Мислам и повторно ќе повторам дека целокупниот контекст на случувања во Европа го забрза процесот, но значи што имаме во моментов? Имаме прифаќање на иерархијата на Македонската православна црква како иерархија православна. Реков, имаме архиепископ, значи имаме архиепископија. Чим имаме архиепископија, имаме повеќе епископи, имаме синод. Чим имаме синод, имаме жива црква. Така, минимум тројца владици за жива црква, да може после таа сама да се оплоди. Монаштво и правење миро. Така е, и свештенство и верници. Така беше така. напишано во одлуката на царевот. Практично, сослужувањето на дедо Стефан со Порфири, ако нема провокација од Српската православна црква во однос на одредени елементи, символики и така натака, тогаш може да речеме дека ќе биде добро. Иако јас додека не видам, не можам да верувам. Мислиш дека Вранишковски ќе го мислам дека може ќе има. Мислам дека дека може ќе ќе го има. бутнат у синот? Мислам дека не, веројатно нема да го бутнат во синот на Македонска православна црква, ама можеби ќе сакаат негде да напикаат да има слика, да го сликаат тука блиску до нашите владици, па ние да си разлутиме, па да викаме, па до овој или се сликавте предавников и така натака и така натака. Во рамки на ова што ќе се случи, според моје чувство, спрема во соопштението од Цариград има и добри и лоши работи. така. Но процесот е добар. Процесот во суштина е Дали имаме право да се лутиме за елементи од одлуката на Цариград? Да. Дали имаме право да се лутиме на елементи од одлуките во Белград? Да. Но ние треба да бидеме разумни, паметни и се надевам во единството на Македонската православна црква и во крајната цел, која што, пак ќе речам, според мене не пледирам ништо, многу лично зборувам, а тоа е автокефалија, зборот македонска и епархиите надвор од границите Интересно е на што, Македонија. знаеш, не може да не се повикаме сега малку на историјата на возобновувањето на Македонската православна црква во 59-та, 67-та. 59-та. Дори изненадувачки е сега, знаеш, во овој контекст човек само да ја отвори Википедија ќе прочита работи кои малце боише може да засвета. Вика 10 има 47 во 20:30 кај патријархот Гаврил дошле генерал Љубодраг Ѓурич и Лазар Колишевски. На средбата Ѓурич ја истакнал робската положба на македонскиот народ во минатот и ја критикувал великосрпската пропаганда, истакнувајќи дека македонците сакаат своја црква, а истото го истакнал и Колишевски. И сега Добро, ама предходно има црковно-народни собири кои што иницираат, така да тоа не може да се смета за иницијација во Издеглавје, не знам која година тоа е. само дел. Значи Издеглавје е 40, не, порано е Издеглавје. Но првиот црковно-народен собор. Црковно-народни собори кои еве сега последниот кога беше. Мислам дека е 43-та, да. И последниот кога па редовно се одржуваат во капелата, во Охрид. Секој верник може да присуствува, бидејќи црква не е синот, не се свештени, тоа се верници. Ако нема верници, што сака нека. Што сакаат нека прават. Не е тоа министерство за давање религиозни услуги. Но како сега еве го гледаш, бидејќи кога ние ја возобновивме црквата во рамките на СФР Југославија, тогаш наш архиепископ сослужуваше заедно со српскиот, па дојде до разделување. И со руски. И со рускиот. Има еден настан во Охрид, мислам во Света Софија, кога е српскиот и рускиот присутни со нашиот. Но се да не значи се обидувам да се воздржувам околу Не се воздржувате, молам. Не, се обидувам да Јанко, не се јас не сакам да звучам као човек кој што ги знае каноните Нема да ти или трие така. никој нос за Не, се обидувам повеќе се обидувам да го представам историскиот и националниот контекст на значењето на и во тие рамки ти го зборам тоа. на Што значеше тогаш во рамките на Југославија возобновувањето очигледно е дека западната политика во периодот после 45-та година и 90-та и подоцна одеше кон раздробување на српското влијание на Балканот. Поради тоа што во тој период реално после Првата светска војна Србија станува доминантна сила на Балканот со создавањето и на кралството на србите, хрватите и словенците и со своите влијанија и малце пошироко.
Очигледно е дека под интерес на германската надворешна политика, подоцна можеби и британската надворешна политика, процесот на дезинтеграција на Југославија одеше по принцип на намалување на можноста Србите да остваруваат влијание на Балканот. Во тој процес, во рамки на Југославија, да бидеме искрени, иако ние го имавме чувството на србизација, српски јазик, српски серии, српски во армијата и така натака. И ако погледнете со што влегле србите во таа СФРЈ, а со што излегле, тие се најголемите губитници. Тој процес овозможува поддршка, нормално. Сме биле паметни во тој период, таа поддршка да искористиме, да ја видиме, да ја намирисаме, да создадеме собствена држава. 90-91 година исто така сме биле паметни, сме го намирисале процесот. Имало попаметни бели глави во периодот кој што ја воделе државата, дали во владата, дали председателот на државата. Го насетиле тој процес. Се создаде независна држава. Значи, не треба да сватиме една работа. Ние сме премали. Во секој контекст, кога се караат големите, ние треба да се избориме за нешто за себе. Поради тоа што иницијално ние никогаш нема сами да успееме да се избориме за наш интерес, ако тука нема интерес на некоја голема сила. Ајде да те фрлам у една спекулација, која никој никогаш не ја дебатирал во емисијава. Имено, за создавање на една држава, велиш дека било потребно црква Во овој дел од Европа. и монархија. Да. Ни црква, ни монархија сме имале. Но подоцна, бидејќи ни била укината црквата, нели? Добро. А монархијата ја губиме. Не можеме да се повикуваме. Имало монархии на оваа територија, тоа е на цар Самуил, па потоа Така, го немаме. Но друго ми е оние цар Душан, па потоа Волкаше, Нуглеше и така натака, но тука е веќе прашањето кој што како. Иако видите, кога ја возобновуваме ние црквата? во рамки на создадена држава. Да, создадена држава. Годината е 59-та па 67-та. 59-та, 59-та добиваме таков автономен статус, 67-та сами прогласуваме автокефалија, кој што досега не беше призната. Дали е тоа предоцна? Значи не било предоцна. Предоцна е, велам, да сме имале своја црква во 19 век, веројатно немало да се случи ни Букурешкиот договор. Ке сме имале побрзо создавање на национална свест на цела територија на Македонија. И Југославија ќе беше без Македонија. Па или ќе беше без Македонија, или Македонија ќе беше првиот, вториот фактор во таква една југословенска држава. Тито имаше едни такви концепти, нели? Не само Бугарија, Албанија, Бугарија и Романија. Да. Но раскинувањето со Советите, со Сталин од 48 комплетно ги менува состојбите на Балкан. Па тоа раскинувањето со Советите па создава хаос во Егејска Македонија. Знаеш дека кога се случува граѓанската војна, од почетокот Југославија создава и болници на територија на Македонија. Јасеново, например, Јасеново болницата е создадена за тоа, Катланово исто. Кој? Југославија создава болници на своја територија за да ги лечи ранетите партизани од Егејска Македонија за време на граѓанската војна во Грција. Добро. Но што се случува? Се случува со Сталин, Информбиро, Југославија ги затвара границите спрема Грција и не дозволува нити бегалци кон Македонија. Па тогаш се случува тој бран на иселување кон Албанија, па со бродови полски, чешки, словачки, кон Бугарија, Узбекистан, Таџикистан и така натака, значи Романија. Трагедија. Кога Југославија ги затвара границите спрема Егејска Македонија. Сега тоа е контекст, значи иако е таа една македонци од егејскиот дел на Македонија не го простуваат на Тито и Југославија тој чин. Многу македонци па дури има и степен на недоверба и они нас не викаат републиката. Републиката, дури и степен на недоверба кон населението тука заради тие историски помнења. Јас имам многу пријатели, егејци и тука во Македонија, но имам и таму, од таму кои што таму живеат, но и сум сретнувал во нашата диаспора, Австралија, Америка често. Зависи кој како, во принцип. Да, чисто онака. Мене ме фасцинира моментот дека они живееле во туѓа држава континуирано, без своји школи, без своји цркви, без своји институции, огромен дел од времето со забрана на јазикот.
Значи не смело да се проговори на македонски, не смело да се изрече зборот Македонија или македонски. Се до 87 година, 88 година. Во Грција? Во Грција, Во така. Грција. До ден денеска има зачувано национална свест. Тоа е- Значи, знаат, еве, јас ти гарантирам дека знаат повеќе македонски песни и повеќе македонски обра од мене и од тебе заедно. Секоја година ги гледаме снимките и се фасцинираме. Последниве, како рече, последниве 10 години какви песни, какви ора и какви забави Значи, македонски во Егејска се Македонија случуваат јас како никаде. напишав и на Фејсбук. Овдека поише има српски него македонски, а у Грција Јас имам еден пријател во Грција, близок пријател. Тој кога ќе дојде на гости тука со неговата сопруга, мене ми е трема кај ќе ги однесе. Дори имав една ситуација, него не сум му кажал, тебе ќе ти кажам, ги однесе во една кафана во Велеса, ама пред да отидам таму, му се јавив на собственикот на кафаната, го замолам бар 2-3 сати да оди македонска музика, зашто човеков за тоа иде. И ми е срам да го однесам заради тоа што сегде кај што човек би влегол има српска музика. И шо, ти Јас учени кога ли барем? одам таму на Не, гости, да, барем кажи ми дека учени човек, учени човекот, не е со надчовечански да, напори. Да, значи во своја држава се јавуваш да замолиш да има своја музика, пошто човеков Катастрофа. македонец дошол од Грција мисли дека иде во Македонија. А јас кога А одам бар таму, да рече, добра, не пуштам Deep Purple, Led Zeppelin, не бе македонски. Не, ние се расправаме дали Аца Пејовиќ или Васка Илиева, како ја ти кажам, зашто правиме муа. Али не иски. Јас кога сум отишол на гости таму, јас редовно одам, ме носи во кафани кај што има македонска музика. Дури и жива македонска музика. Кај што пеат за Гоце Делчев, за Јане Сандански, за Пиринска Македонија, за Вардарска Македонија, за Шарпланина, Распугала Шарпланина, Орневесте, Стојанице. И тоа се млади генерации. Младите генерации, кои, Јанко, тоа е како чудно. ми рече, не ги Тие памтат што него лошите памтат пред. стравот. Стравот што него. Стравот што него памтат. Како се изродува кај нив таа македонштина? Веројатно- Ништо добро Сега од нас нити виделе од оваа држава, од Не, овој нема народ. никаква, значи, Тоа е- како да ви кажам, никакво споделување на информации. Тоа е страшно што ни се случува, нити тука кај нас од таму, нити таму од тука. Ние, како да ви кажам сега, албанци од Косово, од Албанија и од Македонија знаат кои клубови. Юнајт се. Така е. Апсолутно. И тоа е за респект. Те немаат. Значи, они знаат кои клубови се во Приштина, кои клубови се во Скопје, во Тетово, така. во Тирана. Звездиве музички одат во Приштина, идат во Тетово, одат во Тирана. Затоа и толку се Имаат- силни, имаат така, влијание. И тоа е за респект. Ние ништо не... Умрежени сме. Што знаеш ти за Егејска Ништо. Македонија денеска? Ништо. Така, Ни издруженија, како се ни вика ништо. клубот во Воден? Само овој Павлос Васкопулос и толку би Фудбалскиот заврши клуб све. во Воден, како се вика? Поима нема. Фудбалскиот клуб во... Не, кажи како се Ја вика. не знам ни јас. А. Ако, еве, јас малце повеќе од тебе, веројатно, читам, имам комуникација и така натака, и јас не знам како се вика. Тоа сакам да ти го долам. Нити па они имаат информации од тука. Значи, тој зид се уште постои. И како се како испливува тој? Види, мојата претпоставка, разбира се, на разговори со голем Да, дел да, луѓе јасно. таму е дека Тоа е. практично се појавува потреба од барање на субидентитети во периодот на економската криза во Грција. Кога во едни добри 3, 4, 5 години почна да станува срамота во Европа да си грк. За среќа, за жал, не знам како да кажам, значи Да, навистина 300 беа на удар. милиарди, да, Навистина беа јасно. луѓето на удар. Па во тој период се формираат школи на влашки јазик. Не школи со цела наставна програма на влашки, туку школи кај што се изучува влашки јазик. Почнува да се прават црковни собири, слави, кај што се пее на македонски јазик. Почнуваат одредени движења на Нема репресија субидентитет. овој пат од Па грчката. последниве десетина години нема. Последниве десетина години нема. Како што порано имаше 80. Порано не смело да се каже зборот Македонија, македонско, да се проговори на македонски, да се пее македонска песна. Знаеш, има и стари записи, да, видеозаписи на музичари од 80-тите, 70-тите години, кои што ги свират песните, Јанко, ги свират песните, значи ќе ти ја исвират Стамена, ќе ти ја исвират Рајко Кукурајко, ќе ти ја исвират Пуштено Оро, Орневесте, Стојанице, ама нема да ти ја испеат. Сега ги пеат. Ме разбираш? Значи, враќањето и барањето на идентитетот Субидентитетите, на сега. субидентитетот, да речеме. Значи тој цел живот учел грчки граѓанин у грчка држава и сега почнува Меѓу себе зборат на грчки, а ги знаат песните. А ги знаат песните. Знаат македонски, знаат да разберат македонски и тешко да зборуваат македонски. Како во просек, моје чувство, мој Господине впечат. Димовски,
враќањето и барањето на идентитет им иде преку музика. Да, музиката. Замисли. Фолклорот. Музиката- Исклучиво тоа. Музиката, Скоро сите фолклорот. други елементи се прекинати. Зошто? Затоа што македонскиот мелос, македонската хармонија и ритам е уникатна. Различна е од се Јанко, друго. И јас- он ја препознава тој ме ретен- инстинктивно. Тој меретен А преспански. плюс тоа ритамот и акцентот, Седмосменски, 11-осменски, Ама знаеш ли зошто е 15-осменски? таков? Тоа е интересно. Ама тоа само голем музиколог треба Горан Трајковски да го држиш малку живот, додека е уште жив и здрав и има волја да збори за тоа човекот. Немаме поголем музичар во историја на Македонија од Горан Трајковски, ја тоа ти го тврдам. Значи вика, таков ни е јазикот. Акцентот кај ни е? Третиот слогот позади. Па таков ни е и ритамот. 2, 3, 1, 2, 3, да. Таков ни е и ритамот, значи музиката, Не знам, ритамот и јазикот. дали знаеш податок ни се- дека ни базично- се во тој непарен, затоа ни е препознатливо. Затоа кај него песната му е Па, и му доаѓа. не знам дали знаеш дека тој седмосменски такт кој што е најкарактеристичен, иако во нашата музика, народна музика има 11-осменски, 15-осменски и така натака. Тој седмосменскиот такт доаѓа од Егејска Македонија. Јас тоа им го зборев во собрание кога се гласаше тој меретен преспански договор и викам луѓе тука сте напишале у член 7 дека се откажуваме од културното историско наследство под границата. Викам се седмосменскиот такт е елински, грчки или македонски се. Како Владко Стефановски треба да испадне на телевизија, се пофали со седмосменски такт. Мислам дека ова со преспанскиот ние малци и со бугариве сакаат овие власта сега, СДСМ, да глумат византиско лукавство. Демек, чути, све ќе им дадеме, све ќе се договориме да влеземе ваму и после Преспанскиот договор договор ги Трагедија. не видите. Значи преспанскиот договор за Ги отвори поради сите неколку работи е трагедија. Прво заради тоа што ги отвори овие 19 вековни теми и тоа им го зборев. Значи ти не можеш на грците да им ги задоволиш барањата за откажување на наследство историско, културолошко, фолклорно, преданија, традиции, а да се надеваш дека бугарите и србите нема да ги кренат ушите. Не можеш. Прва работа. Втора работа. Ние со преспанскиот договор, па така е. Мислам, втора работа, ние со преспанскиот договор ние нотарски го заверивме Букурешкиот договор. Практично го прифативме Букурешкиот договор. Во преспански договор во член 7 вели дека на територија на првата страна, односно Грција, ние се откажуваме од целокупното наследство и дека тоа е хеленско наследство. А таму, види, Дафино вино песната знаеш дека е од Егејска Македонија. Добро. Ибрахим Оџорото знаеш дека е од Егејска Македонија. Не знам. Добро. Стамена, она што имала късмет Стамена, е од Егејска Македонија, не е од тука, така? И сега, ако го читаш договоров преспански, тоа е дел од хеленското наследство. Да, така, те разбирам. Илија, нели е време, ако возобновивме предоцна црква, да возобновиме и монархија? Добро, сега се други процесите во Европа. Добро, не. Јас зборам за 19 век, Јанко. Сега е Слушај, сосема. јас зборам за дедото на еден мој другар кој викаше држава без краља не бидуе. Ако веќе ова го направиме, кој не спречува да возобновиме монархија? Не да сме република, ама како се отвара и затвара нашиот устав, како да е на бокс. Јанко, што е најбитно? Според мене. Не, сакам да кажам. Во целиот процес, во тоа време, што им значело на луѓето? Сите биле комунисти, сите југослави. Што ќе ни црква? Добро, ајде, прави македонска црква. Па затоа сме Ама- тука кај што сме. Па и сега да речеме сега, дефетизмот е исто израз. Ја у овој момент, да се направи една таква иницијатива, и јас тоа би било голем подсмев. Од 99,9. Да возобновиме, да речеме, и да отидеме у негде ќе отидеме кај хунзите, кралот на хунзите, ќе ни даде благослов и ќе воспоставиме македонска монархија лоза. А што ќе биде за 50 години? Тоа ќе се одржи, тоа ќе биде џоук, така, као што и доаѓањето на кралот на хунзите беше, нели, џоук за Фраканција. Да, ама во Европа сите монархии се од едно семејство, во принцип. Океј,
Ќе Така најдеме да. некоја бртучевска таму или ќе најдеме некој за расплод. Јанко, Еде, што е битно? Знаеш Ќе што е најдеме битно? некој од таму Знаеш што е битно? полугеј кој има, ќе најдеме некоја невеста. Битно е- Барем македонка ќе најдеме битно која ќе е- се оплоди со него. Битно е да Ќе ги сместиме горе негдека у Охрид. битно е да разбереме На дека плавошник. големите зборови за Не ме големи слушаш, што Ама не можам сега. Те мола. Джоук е, стварно е джоук. од 103 го зборамо. Значи, треба да сватиме извини. дека големите зборови за големи пријателства, единства, соработка и така натака и паднаа на испит со корона кризата, кога сите држави станаа себични. Апсолутно. Потоа еве ги паѓаат сега кога станува збор кога еве во Европа имаме војна помеѓу двете најголеми држави во Европа по територија, така Русија и Украина. Државите стануваат себични. Ќе се случува. Видете, излегувањето на Велика Британија од Европската унија создава многу прашалници, дали било на време, И никој дали нема знаеле одговор и добар. тоа треба да се анализира и перцепира. Второ треба да се анализираат берзите заради тоа што еврото паѓа, доларот расте, фунтата расте, кинеската валута расте, рублјава расте, само еврото паѓа. И имаме еден процес во Европа кој што создава дестабилизација, војна, така? Не може да не создава дестабилизација и економскиот удар најголем е во Европа. Исто така. Да не се надеваме дека под плаштот на убавите зборови, како да кажам, европската иднина, ветената европска иднина во Македонија се представи во едно фантастично издание, во едно фантастично ниво, дека само што ќе влеземе во Европска унија, ние сите проблеми ќе ги решиме. Ќе престане иселувањето, ќе се отварат фабрики, ќе се направат патишта, институциите ќе Тоа го функционираат, рекој и за НАТО, па ќе нема ништо не ѓубре видов. по улиците и така натаму. Нема да се случи тоа. Прво, најрано што може да се случи да влеземе во Европска унија од денеска е 20 години. Тогаш јас ќе видам на прак на пензионирање. Значи, вака за моите генерации апсолутно ништо нема да значи. Прашањето е дали и тогаш ќе се случи. Второ, Европа не покажа сила да се спротивстави на бугарските, претходно на грчките позиции визави the basic human rights. Значи не зборуваме ние сега. Значи, основно човеково право е самоопределување. Определување. Така? Да. Основно човеково. Ама тука се рушат постулатите на Обединетите нации. Апсолутно. Апсолутно. Значи, испаѓа вчера Румен Радев, вика, нема да дозволиме влез на македонизмот во Европската унија. Чекај малце. Ако ти запираш македонци да влезат во Европската, стварно нема да влезат. Немам намера ја да влезам ако треба да му се поклонам на Румен Радев. Не, тоа е превисока да се цена. пишам бугари. Тоа е превисока цена. Едноставно, фала, окей, терајте со здравје нека вие, бидете живи и здрави. Ќе видиме, ние билатерално ќе соработуваме со соседите колку што сакаат. Со Германија, со Франција, со Англија, со Соединетите Американски држави. Каже едно друго нешто, дека ние стварно ја изромантизиравме сликата за Европа, дека тоа ќе биде една стабилна, голема економска сила која нема да се помести, која има гаранции од НАТО, која има гаранции од Соединетите држави, а ваму добро велиш. Доларот расте, рублјата расте, јенот расте, све расте, само еврото паѓа. Еврото паѓа. Кога ќе видиш каде се кризите, кризите се на тлото на Европа. Сегде е проблемот во Европа, во светот. И поскорона и све. Тешки времења ќе И доаѓаат. сега тешки доаѓаат, ама за Европа. За Европа, да. И ние уште се крстиме, едноставно ние немаме бека план освен Брисел. Значи, Како што некогаш го имавме со Белград. Ај, Дали вака, паметиш, вака, дали можеме таа компарација да ја направиме како слепо верувавме, Во до Белград? 90-та година Па во добро Белград дека ќе биде. па чекај сега, татковците на тие што сега слепо веруваат во Брисел, слепо веруваа во Белград. Во Белград. Истите луѓе се, како да ти кажам. Истите луѓе се. Чаре? Најголемите комунисти Така. станаа најголеми еврофили, па се извинете. Значи, Така. видете, додека, знаете, тоа е многу спротивставен процес. Додека Германија и Франција се заедно ќе биде силна Европа. Но дека се Германија и Франција заедно секогаш ќе биде предмет на напади и од Русија и од Америка. Разбира, тоа што е причина за единство е причина и за удари. Зошто на Америка би им сметало германско-француското единство?
Заради влијанија, заради моќ, заради контрола, заради пазари. Нормално, види, на никого за ништо не треба да му се лутиме. Зато и Ние само Британија треба да видиме. излегува. Значи, затоа ние треба да го видиме. Не, тука ти е многу добро. Каде ние можеме да го оствариме нашите Да интереси? се прашаме. Не ме интересира да ти кажам дали некој бил во право или не бил во право. Мене ме интересира дека ние треба да си го фанеме интересот на Македонија. Во овој историски период е таму. Или Таму можеме си да ги се- оствариме нашите интереси. Си бил политички многу поактивен, се имаш малце поише време за аналитика и така натаму. Се надевам дека ќе се врачиш. Премногу си млад за да се повлечеш од цела ова работа, но си се сретнал. Кажи ми, не можам да ги разберам британците. Излегува од Европска унија и никому не му објаснија зошто. Никој у светов не знае да поентира заради ова и ова. Излеговме, што излеговме и пријатно. Многу тенко. Види, од друга таа е- страна, таа е една се од сретнуваат со најсериозните луѓе држави. како вас и ви викаат една од најсериозни држави на планетава, ever, Така. да не се лажеме. Така. Доаѓате и ни викаат, вие у Европска унија. Види се, Јанко. Значи, прво, Ја не го разбираш тоа? Да, значи не можам да разберам, значи они се поголеми амбасадорката Халовеј овде кога ќе излезе, па мислиш дека од Брисел е дојдена, а не британска амбасадорка која онака со две руки чао Европа си отишла, а овдека ни држат лекции, слушај, вие Европа, да не се зеза. Види сега. Или тоа име само стравот да не потпаднеме под руско влијание. Па и тоа е една линија на анализа, друга линија на анализа е дека колку повеќе држави има внатре во Европската унија, помали, толку е попроблематична ситуацијата за Германија и Франција. Или за едната, или за другата, или за двете заедно. Тоа е нивен интерес. Ама нашиот интерес, ако е да влеземе во Европска унија, ние треба да го искористиме интересот на Британија, за да не внесе во Европската унија, иако е надвор од Европската унија, се гледај колку нелогични работи, но тоа е правецот. Треба да го искористиме, треба да го подобриме пријателството со Велика Британија и да искористиме поддршката да си го оствариме нашиот интерес. Во тоа се состои умешноста. Велат дека како русите ви кажам, немаат искрен интерес спрема Македонија, но имаат ли барем британците? Ама видите, Никој нема. ама не прашањето е зошто се поставуваат прашањата неточно. Зато извини. На неточно Ама прашање може да има постојат точен одговор. традиционални пријателства како Франција и Русија, како како Франција и Србија Србија. Франција и Србија. Србија и На што се Русија. базира тоа пријателство? На руско-француското? Не. Тоа се базира на средновековните војни на линија Србија со Австро-Унгарија и Франција со Германија, односно со германските Зошто елементи. тоа и денеска функционира? Врз На кој основ? наследство на битките што ги имале со германскиот елемент во Европа, и едните и другите. Тоаш ние никогаш нема да имаме ни еден пријател. Последно е Ако Русија, вака а се- камоли Германија, Италија, Ако Франција. не, зошто да не? Значи, зошто да не? Како да ти кажам? Зошто да не? И има многу услови и причини геостратешки кои што може да создадат. Ние сме Ира на Балканот. Ја сега ги Знаеш дека разбирам Шин се- Фейн победи за прв пат во историјата на избори во Тоа ќе биде во општи Северна циркус, Ирска. сега да видам Победија што ќе пред прават. 2 недели. Знам. Победија. Ама сега тоа ќе биде општи циркус. Што ќе направат сега они? Па има таму некој договор со излегувањето на Велика Британија од Европската унија на Северна Ирска и дозволија степен поголема комуникација економска со Европска унија. Сега Борис Џонсон најави дека ќе им ги скрати тие бенефиции на Северна Ирска. Таму е страшно. Јас сум бил еднаш 5-6 дена Сакам во да кажам Северна дека Ирска, во тоа е седиштето на неверојатно. ВМРО има слики од револуционери, Да. нели, кои се бореле на независно. Во седиштето на ИРА и некои негови членови И да нема седиште, има Шин Фейн седиште. Шин Фейн Што е седиштето. политичкиот продукт на Да, има политичката партија. има портрет на Павел Шатев. Thank you very much. Види, има Ја ова го таму. знам. Јас сум бил во седиштето на Шин Фейн. Сосема случајно бевме во некоја делегација. Спомни го со следниот пат, со било кој од Шин Фейн. Спомни го Павел Шатев. Сега ќе нема да ви Он е за нив текна. како Че Гевара за комунистиве. Толку да ти кажам. Види, 1916-17 е формирана ИРА и е формирана врз организацијската шема на ВМРО во системот на подземна држава. Значи ВМРО во тој период има паралелна пошта, паралелно судство, паралелна милиција, селски чети, кој ќе ја испорача казната, кој ќе ја изрече и така натака. ИРА тоа го копира од ВМРО. И тоа не е тајна во Ирска. Или ја премногу те задржав. Нема проблем. Секогаш се пријатни уживав, мислам,
Не, стварно ќе биде насилнички да те цедам, а би уживал уште саат време, вака, да те слушам, да ти Има поставам време, има прашања. прилики. Ке има прилики, се надевам, нели? Да, и ки има прилики, нема проблем, јас секогаш би прифатил, секогаш се интересни емисии, ама и никогаш не е досадно времето на Балканов, така да ќе има уште турбуленции. Последно само за одјава. Мислиш ли дека ова сега што се случи со црквата ќе влијае врз преговорите со Бугарија да го смени ставот или напротив нема? Она со Цариград не предизвика толку реакции во Софија, иако имаше реакции во смисла на Охридска архиепископија чија е, но ова со Белград страшни реакции предизвика и во Софија, и интелектуалци, и експерти. Дури и гледам луѓе во Скопје кои што е така влечат некоја поголема симпатија спрема Софија, се вонредно нервозни. Се надевам дека не со право. Се надевам, реков, единството во МПЦ, умот, разумот, мудроста на владиците, дека ќе не дотераат таму кај што тераат. Ако бараме причини да ги критикуваме, има многу причини, но во овој случај да им дадеме малце повеќе поддршка да донесат правилни одлуки. Те сликав, ти ја обожавам, машната. Чекам некоја опклада само да ти ја ќарам. Живи се. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.